Убава вест ни доаѓа од индустријските развојни зони. Расти на бројот на вработени и на увозот и извозот, или точно во бројки, доколку сакаме да зборуваме, тоа значи во поглед на бројот на вработени 4% и раст на извозот на 30%. Ова се податоците од редовната месечна анализа која што ја прави Дирекцијата за технолошко-индустријски развојни зони, што спомена и тие секако добра информација, имајќи ја предвид економската криза која што ја тресе не само нашата земја, туку и целиот свет. На оваа тема наредниве минути во Македонија наутро разговараме со Станка Димовска, која што е раководител на одделение за привлекување странски инвеститори и грижа за корисници. Добро утро и благодарам за позитивниот одговор за гостување во Македонија наутро. Благодарам и вас за поканата. Поздрав до вас и до вашите гледачи. Како што кажавте и самите, големи и позитивни носиме резултати од ТИР сезоните. Бројот на вработени во февруари достигна рекордни 14.430 наши сограѓани работат во компаниите кои што оперираат во зоните. Тоа е 4% зголемен процент во споредба со истиот период во минатата година и 2% ако земеме да споредиме со минатиот месец јануари, значи 2022 година. Ние и за време на пандемијата, минатата 2021 година и во економската криза успеавме да го држиме стабилен бројот од 14.000 вработени, а еве веќе за 2 месеци гледаме за раст на самиот број и мислиме дека трендот на раст ќе продолжи понатаму затоа што во 2021 година успеавме да направиме рекордни 188 милиони договори постигнати со потенцијални инвеститори и очекуваме негде да се вработат околу 2700 наши граѓани. Има расти на извозот и на увозот, што значи тоа точно во бројки? Тоа точно така. Имаме рекордни 340 милиони евра извоз направени само во февруари, што е за 30% изголемен раст во споредба со минатата година, во 2021 и 36% споредбено со јануари 2022 година ова. Исто така се случува истото и кај увозот, значи 300 милиони евра увоз, што е 23% изголемување споредбено со минатата година за истиот период, а рекордни 46% изголемување во споредба со јануари 2022 година. Руско-украинската криза донесе сериозни економски проблеми во функционирањето на компаниите не само во нашата земја, туку генерално во цела Европа. Ако досега увозот имаше раст, ќе се почувствува ли оваа актуелна ситуација на увозот во периодот кој што следува, или компаниите нема да имаат проблем да ги набавуваат сите материјали за работа? Ние сме во постојан контакт, значи, со компаниите. До овој момент немаме пристигнато по тоа прашање некои барања, меѓутоа мислиме дека тоа се должи на увозот кој што е зголемен во овие 2-3 месеци и залихите кои што ги овозможиле самите компании. Меѓутоа бурно ја следиме ситуацијата и доколку постојат потенцијални проблеми околу овој дел, дирекцијата ќе преземе соодветни мерки во комуникација со самите компании. Кружат информации из минатиот период дека одредени компании кои што работат во Украина имаат производство и во Македонија, ве контактирале за да го прифрлат производството додека трае кризната ситуација. Овде точни ли се информациите и имаме ли детални информации за кои компании станува збор? Точно така. Деновите неколку компании се обратија до дирекцијата и сме во постојан контакт со истите. Тие истите имаат производствени капацитети во Украина и се расположени истите во овој период да ги префрлат во нашата земја. Исто така имаат и дел од производството во Македонија и се имаат позитивно мислење кон климата, деловната клима во Македонија, а воедно и кон пристапот и политиката која имаме ние во ТИРС кон потенцијалните инвеститори, така да, ние сме активно ангажирани во овој период да се најде и локација, да се најдат и готови производствени капацитети каде би ги префрлиле нивната, барем за почеток нивната опрема, а во следните некаде 6 до 9 месеци постојно решение да се отпочне со нивното производство. Последиците од актуелната руско-украинска криза се видливи, ќе се чувствуваат и во периодот кој што следува, што доколку некои од компаниите во зоните почувствуваат проблеми во работењето. Имате ли предлог план или предлог мерки со кои што би ги поддржали и заштитиле истите? Апсолутно. Значи, дирекцијата бурно ги следи
внимателно ги следи и ризиците од глобалното случување и секако ќе се преземат соодветни мерки доколку е потребно во релација со и комуникација како и досега со самите компании. Ние досега за сите проблеми кои што ги имаат компаниите комуницираме и заеднички ги решаваме сите проблеми. Истото ќе се случи и во овој момент. Доколку е потребно, значи дирекцијата бурно пак ќе напоменам ги следи ситуациите и ќе се преземат соодветни мерки да им се помогне, значи да излезат од оваа ситуација или да ја ублажиме колку што можеме. Меѓутоа искрено се надеваме дека оваа ситуација и дека и светските политичари ќе преовладе разумот и овој воен конфликт ќе престане. Тоа значи дека вработените во зоните не треба да се грижат за своите работни места барем во периодот кој што престои? Апсолутно. Неблагодарно е само да се каже дека вработените во зоните, значи имаме, пак ќе кажам, значи се надеваме на разум кај сите светски политичари и за сите нас, за сите граѓани на државата, дека ќе успееме да со соодветни мерки сите заедно го пребродиме овој период. Имате многу предизвици за годинава која што следува, на што се ќе биде фокусиран ТИРС? ТИРС веќе следната недела, значи ќе имаме нов пристап кон нов проект кон привлекување на инвестиции како од Европа, така очекуваме значи дополнителни барања од страна на компаниите кои управуваат во Украина и во Русија да бидат дел од нив префрлени во нашата држава. Со сето она што ќе биде ново, ќе ви имаме во Македонија наутро. Благодарам за разговорот. Ви благодарам и вам. Убав ден. Слушнавме многу охрабрувачки информации и добро е да се знае уште еднаш да потврдиме дека нашите граѓани кои што работат во моментот во некои од компаниите во зоните во периодот кој што престои на сериозна економска криза, не треба да се грижат за своите работни места. Студио, имам ли прашања?